Срамежливо, но и во земјава се појавија работодавци кои овозможуваат скратена работна недела. Можеби првата компанија која лани во април го воведе концептот е Андреева консалтинг. На прашањето зошто, собственичката Александра Иванова едноставно одговара: откако се погодија 2-3 продолжени викенди поред на кои сите им се радуваме и ни годат, си реков зошто да не, вели таа во разговор за Bloomberg Адрија. Иванова објаснува дека уште од основањето на компанијата работеле пократко. Наместо 8 часа, работниот ден трае 6 часа и 30 минути, а вработените биле осигурени на полно работно време, па затоа пократката работна недела била следен логичен чекор. Ако порано едукацијата, покрај време, бараше напори и организација за да се стигне на одредена локација каде што се одржува наставата, сега трудот и времето за таа цел се значително скратени со опциите за учење од далечина. До душа, пандемијата е виновник за големата експанзија на онлайн учењето поради неопходната потреба за изолација. И тоа е меѓу ретките придобивки за општеството од ковидот. Сега многу работи можеме да ги учиме од далечина. Постојат мноштво курсеви, обуки, семинари на многу различни теми што се одржуваат онлайн. Тука се и апликациите што често обезбедуваат бесплатна едукација. Работите отидоа дотаму што сега не мора ниту да го приспособите своето време во однос на онлайн часовите, туку тие често се снимени, па можете да ги следите кога сакате, поточно кога имате време. На пазарот на кафе владеат вонредни услови. Цената на сортата арабика во последниот месец скокна за 34% и достигна историски највисока вредност. Цената на робустата во истиот период порасна за 23%. Уште минатата година цените забележаа значителен раст. Цената на робустата речиси се удвои, а цената на арабиката се зголеми за 86%. Бурните случувања на меѓународните пазари се должат главно на временските влијанија, геополитичките услови и берзанските шпекулации, се наведува во најновиот извештај на хрватската прехранбена мултинационална компанија Atlantic Group, која го поседува брендот Баркафе. Факторите што влијаја на цената на суровото кафе во 2024 година остануваат и негативно влијаат на работењето на целата индустрија и во 2025 година. Веќе 2 години поред послабите жетви на робустата предизвикуваат недостиг од доволни количества од оваа сорта на пазарот на кафе. Побарувачката ја надмина понудата, што доведе до значителен скок на цените, се наведува во извештајот. Ким Кардашијан објави ново видео на Инстаграм кое остави многумина зачудени. Како дел од кампањата за нејзиниот бренд Skims, Ким се појави во триково бојана кожа, поради што многумина ја споредија со Бјанка Ценсори, сопругата на нејзиниот поранешен сопруг Кање Вест.